Зимската туристичка сезона во полнек. Успехот на туристичката сезона на големо зависи од понудата, но и од работниците кои според последните информации се помалку ги имаме. Една од главните причини поради која што заменуваат да работат во странство е како што велат платата. Како да ги задржиме работниците дома и дали дополнително преквалификацијата на кадарот или увозот на работници од странство е решение на проблемот. Тема на разговор со председателот на Сдруженијето на хотели, ресторани, кафетерии, автокампови Хотам, Крста Блажевски. Добро утро, господине Блажевски. Благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро. Добро утро и благодарам на поканата. Споминавме, зимската туристичка сезона е во моментов во фокусот, но секако декември и јануари е период кога има голема раздвиженост и во Охридско-Струшкиот регион, кој исто така кубори со работна сила изминатиот период. Точно така, како што спомнате, значи сите овие работи, ако се подеднакво разгледаат и дефинираат, може да се ублажи само проблемот со вработеноста во овој сектор. Ние веќе тоа го имаме како проблем последните 5-6 години, не е тоа нешто ново. На оглед на истото, значи имаме пробано од повеќе аспекти како да се тоа ублажи. На последното имавме минатото лето за први работувања на деца кои беа доста позитивно прифатени и работеа по сите хотели и ресторани по Охридско-Струшкиот регион како пилот проект на кој им беше гарантирана таа минимална плата, но како прво работно искуство давачките за тие плати беа поднесени од Интернационалната организација за вработување преку европски фондови и тие беа платени од така да работодавачите беа требаше само да плаќаат платата на истите. Покажат еден позитивен чекор кон тоа што младите, значи не очекувавме дека ќе добиеме толку млади кои сакаат да работат и може да кажам дека како прво работно искуство нели и завршија некои работи. Со оглед на истово, значи да скратиме, на тоа дадовме предлог до владата како да се намалат тие давачки према тие помлади деца кои имаат прво работно искуство, прво работување и така натаму, и барем дока нивни 19-20 години да бидат ослободени работодавачите од нивните нели придонеси кои треба да се платат. Понатаму имавме исто така со акција за од некој што работи, например, во истата програма беше опатено, како втора работа да може легално да работи во било кој угостителски објект и да биде платен за истата работа која ја работи. Тоест, тоа би било, што би рекле на Запад, part-time работа, значи од 2 до 3 дена, и тоа беше исто така доста позитивно прифатено. Значи, со оглед на овие две работи трпи многу измени законот за работа кај нас и да спомнеме дека вработувањата на странци во Македонија во моментот е многу оттежната. Значи има еден куп документи кои треба нон-стоп нели да се прегледуваат и да се доставуваат до надлежните органи, како би можел некој странец да работи во нашава држава. Со оглед на истото, значи тоа треба да се олесни и треба да се даде. Ако можеме ние да даваме наша работна сила надвор од Македонија, значи би требало да бидеме и ние исто така во иста кошница, каде би можеле нели да донесеме и вработени од надвор. И би сакала да продискутираме малку за тоа која е најидеалната опција за да се надомести одливот на работници. На оваа тема се огласи викендов и вице-премиерот Фатмир Битики, кој што вели дека е свесен дека имаме недостаток од кадри и дека добра опција е преквалификацијата на работна сила, но за тоа треба време, па во меѓувреме мора некако да се надоместат со увоз на странски работници. Сега, деновиве вие побаравте од државата да ги субвенционира вработувањата на странските работници.
И исто така споменавте дека добра е опцијата за домашен кадар, но многу често невработените баратели на работа, кои што се домашни, не ја сваќаат сериозно работата. Која опција сега е подобра? Подобра. Опцијата за покривање на давачките, прво да кажам дека не е само за странските работници, него да треба да биде опфатена и за дел од нашите работници. Да биде законски олесната нели таа втора работа, да може законски да може било кој да ако сака да работи нормално, да може да работи во било кој сектор, да има нели втора работа неколку часа. Само неколку примери ќе дадам, кај нас нели поголемите гужви се секогаш викендите, петок, сабота, во однос на целата година, или јули и август како високи сезони во овие туристички места кои ги спомнавме. Значи во тој период има секогаш некој што сака како втора работа да добие тука, нели, да изработи нешто, или исто така да ги спомнам и тие социјално што добиваат. Значи тоа треба да се разгледа. Не може секогаш стално да се добива тоа социјално, затоа што кој ќе дојдат на работа и кој ќе некој побара да работи за кеш пари, да не биде пријавен, значи јас сум на социјално, може ли да работам? Значи тоа е огромен проблем кој исто така треба да се провери. И одливот на спомнавме од почетокот, нели, одливот на работната сила што излегува надвор од Македонија, секако е дека се работи за пари. Сега, што точно се добива таму, што точно се добива тука, сите си го знаат тоа тие што го работат. По разговор со неколку луѓе што отишле надвор да работат, нели, дел од нив некој се вратил, некој останал таму и така натаму. Да, не се лесни тие почетоци во друга држава да се почне да се работи, нели, но си го наоѓаат својот пат, своето задоволство и остануваат да работат таму. Значи се враќаат овдека зимски месеци, одат таму работат по 5-6 месеци од мај до октомври и така го водат нивното работно искуство, да кажам, во првите години. После понатаму, ако треба целата фамилија да ја пренесат таму, тоа е веќе преселување и селување од државата. Многу често се извинувам што ве прекинувам, работниците велат понудете ни ја таа висока плата што ја земаме во странство, ние немаме проблем да останеме овде. Има ли опција за туристичкиот и угостителскиот сектор да ги понуди тие високи плати? Под кои услови? Вака се. Дали има опција? Има опција секако. Значи, кога ќе има кога ќе има вреднување на работата и да се види една мерливост во истата работа, што ние допринесуваме со нашата работа во финалниот производ, и толку треба да биде исплатена. Значи, може само да спомнеме дека во нашиот сектор работната сила е околу 1/3 од обртот на дали ќе биде хотел или ресторан. Значи, не може да биде повеќе од тоа. Ако оди повеќе од тоа, значи самиот објект или самата фирма ќе покажува минус резултати на крајот на годината. Не дека во овие години последниве покажаа некои големи позитивни бројки, но да го спомнеме и тоа. Значи, цената кај нас едно ноќевање во моментот ако се работи за ноќевање и доручек за една соба оди во просек некаде 45-55 евра. Да, негдека поскапо, негде поевтино, али во просек на 4 звезди хотел од прилика таа цена. Во странство не може да се најде во моментов таква цена, во хотел зборуваме со 4 звезди, нели, да ги споредуваме исто работите. Не, но поевтино било да се оди за Нова година во Франција, ствари било исто да се оди во Франција и да се оди во Охрид. Па не е исто, во Франција има некој смештај што не доликува, дали има една звезда, например, и тоа што се рекламира што се рекламираше за Нова година, нели? Ако споредиме давачките на електрична енергија и на општо на целата енергија, нели, не се ништо поевтини од странство. Цените затоа отидоа напред. Штом се поскапи нешто кај нас 10-15%, има големо, нели, зошто се поскапува, како беше ланската година таа цена, оваа година се поскапа и така натаму. Задржувањето на вработените, тоест носењето на истата плата, да кажам, ето балканска плата, да спомнеме тука, нели, Хрватска, Словенија, да не одиме подалеку од тоа,
ќе може да се направи секако кога ќе ги имаме истите тие цени на пазарот, тоест кога нашиот пазар ќе може да плати таква цена, тогаш секако дека таа 1/3 од обртот ќе биде многу поголема и ќе има повеќе пари за работната сила, општо да ја спомнем. Што е со посетителите? Изминатиот период живееме сериозна здравствена, економска и енергетска криза, која што пак впечатокот е дека и не влијаеше многу на желбата да се патува ова година. Колкав е бројот на посетители во Охридско-Струшкиот регион? Еве да споредиме со предпандемиската, па и оваа година се намалува или расте? Изненадно оваа година имавме доста посетители, значи во однос на 2019 за летниот период може да се каже дека беше скоро иста. Останатите месеци се нешто послаби, но има движење, има патување со оглед на тоа дека цените се малце поскапени, значи новата година не беше иста како 2019, можда едно 30-40% беше послаба од тогаш. Семинарите се од прилика на некое исто ниво или слично. Гостите од домашните гости беа поприсутни минатите 2 години поради пандемијата. Оваа година се отворија границите, излегува надвор по соседни држави и така натаму. Значи тие се намалени, но за оглед на тоа па добивме нешто повеќе странски гости оваа година, така да движењето на туристите во 2022 беше на едно добро ниво и очекуваме дека ќе се задржи во 2023 година и ќе оди многу повеќе од тоа од 2022. Најверојатно тоа си го донесе пандемијата, што 2 години бевме затворени, немаше патувања, рестрикции големи за патувањата, специјални документи и така натаму, и сега сето тоа се олесна и на еден начин народот почна да се движи и сака да се движи. Што е со понудата од друга страна? Впечатокот на генерално домашните туристи е дека нашите туристички центри се потпираат на она што го имаат како основен адут. Зимските на скијањето, летните на водата и сега унапредувањето на понудата е логичен след на нештата доколку сакаме да ги задржиме и да го зголемиме бројот на туристи. Имате впечаток дека се зголемува туристичката понуда во Охридско-Стручкиот регион? Секако дека се зголемува со оглед на тоа, не би треба да се прават сега вакви репортажи повеќе, за да се види што све е понудено на Охридско-Струшкиот регион. Најбитно е дека, знаете како, стагнираме ние во некоја инфраструктура, што веќе подолго се зборува, нели, таа инфраструктура ни е како не дели од некој проток што тече, еве да кажеме Куманово-Гевгелија автопатот, што летно време порано знаеа луѓе да свртат према Охрид и Струга и поново да продолжат на истата релација, но овие години, последниве години веќе тоа го имаат заборавено и кога ќе дојдат или ако дошле пред 3-4 години и го поминале тој пат и се враќаат сега поново тука и дури малце и со подсмев го кажуваат тоа, бре македонци толку ве бива во таа смисла и реално кога ќе помислиме, реалната слика е таа, толку не бива. Значи, не викам дека е одлична понудата, не е одлична, но према условите кои ни се даваат, према условите што ги имаме овдека, понудата е добра. Така, знаете како сега, не може еден хотел да ви нуди, не знам, во соработка со агенции се нудат од останатите работи. Не самиот хотел да прави, не знам, излети некаде или посети во околината и така натаму. Значи, еве како пример ќе кажам, кога дојдоа холандјаните пред 10 години, автоматски се излегува тие понуди за тури, за таков тип, што тие го бараат. Значи, према пазарот и такви понуди се прават. За домашните гости нема никогаш да речат ајде да одиме сега во, не знам, село Куратица, да одиме низ планина таму, па да имаме некој ручек, питулици и не знам што останато. Значи, и да има ќе биде многу мал број, нема да се исплати на една агенција тоа да биде одржливо, а затоа кога ќе дојдат странските гости, например, нив им е тоа интересно и тие останува тоа како одржлива дестинација и одржлива варијанта на носење на гости во тој регион и едноставно се отвора и се почнува со работа. Во моментов
ето и ќе спомнам, значи, најбројни гости кои ни се у последните години се холандјаните, пољаците, турците, израелците, и сите тие си има некој посебен начин и посебни места што сакаат да одат и да ги посетат, да во рокот, подолг рок, например, од 4-5 години, треба да има новитети на поголемо ниво, да кажам, не само некои такви ситни понуди, но за сето тоа треба нели да се направи план и стратегија. Стратегијата е нешто за што треба време и треба многу пари. Кои се оние мали чекори кои што може да се направат до почетокот, да речеме, на летната туристичка сезона, за брзо ќе ги сумираме и бројките од зимската? Што е она што е најнеопходно во моментов? Најнеопходно е да се направи патот од аеродромот до Охрид и до Струга, влезовите, тие што доаѓаат со авионски сообраќај да бидат брзо сместени по хотелите, да се реши проблемот со плажите, да се издадат плажите како треба, не знам, дека си има надлежни за тоа, да се исчисти брегот, една акција на чистење да се направи на градовите Охрид и Струга и Дебрца, и со тоа чистење, садење, паркови, обновување, зеленила и така натаму, бродските линии функционираат, значи да се дополнат ако треба или нешто, нели да се стави такси служба која ќе биде една на секаде, која ќе има ценовник ист на секаде, да не биде различни цени во различни периоди од денот, или таксито не вози на километар или 2 километри од точката заради што не се исплати и така натаму, да се воведе една туристичка инспекција која сето ова може да го казнува или наградува, и тоа се едни од најхитните мерки што треба да се направат. Сето останато ќе си дојде по полека. Так, пораката ја пративме, останува да видиме што од ова што го споминавме ќе се изреализира до почетокот на летната туристичка сезона. Благодарам господине Блажевски за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро. И благодарам и вас.